1996 година. Од интердисциплинарните студии по новинарство на Правниот факултет во Скопје излегува уште еден новинар кој ден денес остава длабоки траги во македонското новинарство. До 2014 година е Снежана Лупевска. Од 2014 Снежана Лупевска Созен. Ова е приказна за една новинарка која што им пркоси на криминалот и мафијата, но и на стереотипите и на табуата. Ова е флексија со Снежана Лупевска Созен, некогаш само новинар и уредник, а денес и сопруга и родител. Снежана Лупевска Созен е од ретките новинари на кои им верувате. Во ова време на хиперпродукција на лажни вести, тоа е повисоко признание од сите кои можат да ги добијат новинарите. А таа ги има освоено и тие за истражувачко новинарство, Јашер Ербара од Здруженијето на новинари на Македонија, од Американската амбасада за извонредни постигнувања и промоција на демократијата во Македонија. Лупевска Созен е дипломиран новинар, а завршила и магистарски студии по криминологија на Правниот факултет во Скопје. Репортерка за внатрешна политика со особен интерес за криминалните афери и корупција. Уредник, продуцент и автор на телевизиската емисија Код. Колегите ја сметаат за голем ентузијаст и професионалец, упорна и храбра, и кога од 2001 година таа и незината екипа беа киднапирани во Танушевци. Незините пријатели ја ословуваат со Жане и велат дека е современа жена која знае да ја негува семејната традиција. Сопруга е на Ерџан Созан, мајка на малиот Микаел. Мајчинството не ја отргна од професијата, но тие што ја познаваат добро тврдат дека со доаѓањето на Михаел на свет, таа целосно се променила. Знае да го исклучи мобилниот телефон и целосно да се посвети на синот. Готвењето и неза и на незиниот сопруг им се пасија, па често на пријателите им подготвуваат вкусна домашна храна. Смета дека жените се во предност пред спротивниот пол, нежни и силни и во болката и во успехот. Впушти се во авантура, но зошто? Исполни ги со ништата. Избистрија главата, врати си енергијата. Замени на викенд или пак на пат без крај. Заборави на работата. Избегај од рутината. Уживај во авантурата во целосен комфор. Нова SUV гама Citroen C3 и C5 Aircross. Citroen. Ексклузивна SUV понуда веќе од 136 евра месечно со гратис пакет. Жане повеќе од 20 години новинарско искуство. Сега од оваа дистанца, после толку долга кариера за себе и пред себе, се прашуваш ли некога што ти требаше ова? Па, има моменти кога навистина после толку работа се прашувам, ама во истиот момент мислам дека и се премислувам во тоа, затоа што, знаете, новинарската работа знае да биде стресна, полна со адреналин, некогаш и со нервоза, и ти доаѓа преку глава да си речеш што ми требаше ова. Ама ако ме прашате па што друго би работела во животов, искрено да ви кажам, не ми текнува што да ви одговорам. Со оглед на тоа што го немам одговорот на тоа прашање, очигледно дека пак ќе го одберам новинарството. Те познаваме каква си пред малите екрани, колку што можеме да те запознаеме гледајќи те на телевизија. Меѓутоа, која е Снежана Лупевска приватно? Каде порасна? Каде си родена? Каде учеше средно училиште, факултет? Па за мене луѓето имаат представа за нас нели од телевизија, онака како што не гледаат на екраните, и висока мислат дека сум крупна и многу строга. Обратно е во приватниот живот. Ниту сум висока, може да сум крупна, еде мало се. Ниту сум толку строга, знам да се насмеам. Меѓутоа, луѓето гледајќи ме на Код и во Топ Тема имаат перцепција за мене и тоа имиџот што нормално како новинар и понатаму сакам да го градам, да останам авторитет во тој стил. Меѓутоа, луѓето што ме знаат приватно, особено оние од детството, моите најдобри пријатели, никогаш не ме доживуваат како ТВ лице и за нив сум навистина само Снежана Лупевска, сега и Созен. Од мала многу сакав да настапувам. Настапував на дома, качено на стол и пеев разни песни, дури имаше едно од Рафаела Кара, се сеќавам, мислејќи дека е за Скопје, што многу често ја пеев, а на која порасно видов дека не е за Скопје. Подосна, кога бев во градинка и во училиште, почнав да настапувам на сите речиси приредби, а потоа ги водев и училишните програми како конференција. Ама еден од најголемите предизвици, можеби за моите родители, а мене ми е многу драго, веројатно затоа што допринува и во градењето на мојата личност, е периодот кога сум поминала во Забавиште, во родното село на татко ми. Јас една година учев на училиште во село
ме запишаа таму од 5 до 6 години затоа што докторот им препорачал дека е добро да бидам на планина за моето здравје. И ако сакаат дете добро, здраво развиено, да го пратат на планина. Така што јас во селото поминав една многу убава година, дружејќи се со сите деца, кои што сега ми се исто така многу драги пријатели кога ќе ги видам таму и луѓето од селото, секогаш дури учителката се уште е таму со задоволство се сеќаваме сите на тој одличен период од мојот живот, што е многу не го знаат. Пред да продолжам со посериозни теми, ќе те прашам колку денес имаш време да посетуваш село? Колку често одиш на село или си урбан тип? Па би сакала да комбинирам, како и во моето детство. Ние секој лето го поминувавме кај бабите и тоа беше многу убаво. И сега исто така сакам од време на време да се изолирам од вестите и од се што се случува околу и да отидеме некаде во природа, така што сакам и моето дете така да расте како што јас сум растала. Имаме среќа што имаме викендица во околината на Скопје и баба му и дедо му намикал се таму, а уште поголема среќа е што другата баба, мајката на мојот супруг, живее во едно место на Црно море, што е 1800 кусур километри од тука. Морето е доле, местото, селото е така над морето и едно прекрасно место со природа, така што Микаел исто така, значи, може да ужива во не само во природата, туку и во тој начин на живот. Така што моето дете имало среќа што има кај да отиде и во неурбана средина, оти не сакам да расте само во Скопје, во бетон, во магла и слично. Многу сакам да расте во природа како и ние што растевме. Ќе те вратам сосема на почетоците. Дипломираш 96-та година. 94-та почнуваш да работиш, меѓутоа само што ми кажа дека имаш и претходно работно искуство. Меѓутоа, некако веднаш влегуваш во истражувачко новинарство. Колку од тој сам старт до денес твојата фамилија се плашеше за тебе? Па да, почетоците ми беа малце во радио, македонско радио, уште како студент. Татко ми колку и да не кеше да бидам јас новинар, мислам моите родители најмалце што сака е да бидам јас новинар, сака да сум правник или економист, нели? Сепак ме поддржа и имаше свој пријател во македонско радио и ме однесе практично на пракса таму. Од таму продолжи во радио Либертас во тоа време. И 94-та на крај во декември со Имица Нијами отидовме во А1 телевизија и тоа беше една авантура. Мислевме дека ќе поработиме еден месец, ќе речат не ве бива и нема да продолжиме да работиме, а така мислев јас особено, оти многу беше далеко А1 и кој чуди пешки до таму. Немаше како да отидеме до А1. Шега на страна, моите родители ме поддржаа во изборот и цело време ме храбреа. Иако не им било лесно, сега сум мајка и знам колку е тешко ако го видиш своето дете на место кај што не сакаш да го гледаш. За жал на мојата мајка многу такви ситуации сум ми приредила, затоа што кога си помлад и кога градиш кариера, па кога има адреналин многу и кога мислиш дека светот е твој, мислиш дека секогаш си во право, никогаш не се плашев да бидам таму кај што сум и не размислував како им е на моите родители. Сега веќе не е така, сега веќе ги разбирам нивните стравови. Меѓутоа факт е дека колку и да било стресно за нив, тие никогаш не ме спречиле да ја градам кариерата онака како што сакам и моето семејство ме поддржува во тоа. Тоа беше моето следно прашање. Многу пати се случило онаму каде што некој не сака да подаде рака, ти да подадеш и глава, да ризикуваш многу за да стигнеш до нека добра приказна. Денес кога го имаш Микаел, се размислуваш ли два пати? Помислуваш ли два пати дали треба да тргнеш по нека приказна? Па тешко е, сега е многу потешко. Тогаш не размислував. Можеби сум имала и среќа, сум превземала ризици, можеби под среќна звезда сум била цело време. Меѓутоа сега размислувам. Сега веќе не би влетела во некој ризик ако не размислам добро, а тогаш не размислував. И не одам на место каде што мислам дека мојот живот би бил загрозен. Тука е мојот супруг, кој што е сериозен во однос на овие прашања. Ние веќе јас имам со кого да разговарам за тие теми, кој што исто така ме поддржува максимално во мојата кариера, меѓутоа сепак семејството е најбитно и особено Микаел, така што не би влетувала туку така во некои авантури. Меѓутоа морам да кажам дека кога се случувале настани како диво населје, само што дознав во Пеца Бајле, запалив кола, отидов таму.
сепак многу е различна ситуацијата се. Од јануари до ноември 2001 година на Република Македонија се случува воен конфликт. На 17 февруари 2001 на Снежана Лупевска и се случува Танушевци. Од тогашното работно место А1 телевизија тргнува на работна задача. Завршува заробена од вооружена војска. 17 февруари 2001 година се случува Танушевци. Од прва рака, што всушност се случи тој ден? Што откри Лупевска и како се развиваа настаните после тој ден? Ние тргнавме да бараме нешто што се случува на границата, но недефинирано. Има некои бунтовници кои што се наоѓаат таму и раздвижувања непотврдени. Отидовме заедно со колегата Михру и Ристо. Апсолутно не очекувавме дека никој од нас ќе не зароби таму, бидејќи немавме такви сознанија. Не со пушки, со пили, со секири, имаше секакви наоружени луѓе таму, не задржа, за среќа не малтретира, ни ја зема камерата, разговара со нас, ги запознавме тамошните команданти. Нормално наша новинарска задача е да се снајдеме, јас кажав дека сме таму за да им помогнеме на селаните кои што немаат. Та факт е дека живеа во лоши услови и со патот и со училиштето и со сите тоа. Таму што се случуваше и после известно време не пуштија. Не задржа многу повеќе во полициска станица, испрашувајќи, не? Тоа беше исто доживување што ќе памтам цел живот. Не знам од што ми беше поише страв, дали од овие киднапириве или полицајци што не испрашуваа. Меѓутоа што ми донесе пак тоа искуство? Луѓето што се од Танушевци ми се пријатели на некој начин. Мислам, не зборам за оние што станале политичари, туку селаните. Ние одевме потоа да снимаме, имаше проблеми нели со демаркација на границата и слично правевме репортажи. Учителите кои што работеа таму, луѓето кои што живеат таму, секогаш се шегуваа, па ние те чекавме тука на еден ручек бар да дојдеш после тоа. Мислам, беа многу пријателски расположени и кога се сеќаваме на тоа што ни се случи тогаш, како некоја анегдота го доживуваме, така што ми е драго што всушност и покрај тоа што се случуваше таму, за жал, почна војна, мислам конфликтот беше ужасен. Селаните од таму не ме доживуваат како непријател и тоа можам да кажам дека е добро некако само заради соживотот, туку ако си човек и во најтешката ситуација и во една критична ситуација, ако имаш добар пристап кон луѓето што се таму, мислам дека тоа останува и понатаму. Многу е битно како и ние новинарите ќе изреагираме кога сме било во ситуација на ризик или не со луѓето кои што живеат таму. Кога сме на тема предизвики, проблеми кои што ги носи новинарството, колку тужби, колку пати цензура, колку пати обиди за замолчување? Тужбите не ми текнува на број колку се, ги има сигурно сум повеќе од 15 годиниве. Мене ми е интересно што ме тужеле различен тип на луѓе и сите нели за клевета и навреда. Првата тужба ја добив уште во А1, имаше едно семејство Хаджи Булич кој ме тужеа заради клевета и навреда, потоа ме тужеа докторите од Метастаза кои добија кривични пријави и пресуди. Потоа ме тужеле луѓе кои се припадници на полицијата, Алфи, последната тужба што добив против нив беше исто така во моја полза. Да ме тужели професори факултет заради нешто што тие замислеле дека не е точно, а испадна дека е точно. Сакам да кажам дека ние сме ги добиле сите досега тужби за клевета и навреда, да чукнам од дрво да беше така и да остане. Затоа што кога ги пишуваме работите, се трудиме максимално да ги провериме од сите страни. Што се однесува до заканите, јас веќе ова и на студенти кога предавам по новинарство, некогаш не викаат нели да ја разменим искуства. Им викам дека најдобар период од животот кога имало закани ми било оној кога си се закануваат и од криминалното милје или од подземјето. Тој ти доаѓа со пиштол, ти кажува што сака, тргни во прилогот, ти вика ја не продавам дрога. И ти се заканува со пиштолот на маса и ти точно знаеш дека тоа е заканувачот. Потешко е кога дојде оној период на едни суптилни закани од политичари, од разни структури на мокници, кои што тоа го правеа индиректно, го правеа или преку сопственици на телевизии, или преку уредници, значи не доаѓаат директно заканите кон мене. Тој период е најтежок од моето обстојување како код, затоа што никој директно не ми дојде нешто да ми каже, ама секогаш имаше обиди да не оди емисијата,
оваа сезона, па ајде на мускули ќе ја истераме повторно сезоната, па повторно другата сезона, иако имаш договор за емитување, дали ќе ти го обноват, и тоа беше навистина многу тежок период за нас. Мислам дека се променија работите затоа што социјалните мрежи, Facebook, допринесува да луѓето можат поотворено да зборуваат за работите, па дури и ние. Се што нема да отиде можеби во традиционален медиум, луѓето ќе го напишат и нови, иако факт е дека тука се продуцираат и лажни вести. Меѓутоа сега луѓето не се дрзнуваат толку често да се закануваат и мислам дека колку да е некој моќен е свесен за фидбекот што ќе го доживее. Ако кажам јас јавно дека некој ми се заканува, а нема причина за такво нешто, ќе се врати кон него со лошо од страна на јавноста, а не кон мене. Јас кога сум ја имала таа ситуација, добив максималната поддршка од јавноста. И тоа ми беше најбитно, дека јас ја добивам максималната поддршка од јавноста. А СНАФ колку те поддржуваа колегите? Видете, ние сме суетни. Таква ни е професијата. Не мора секој да ме поддржува, барем да ме почитува. И мислам дека имам коректни односи речиси со сите новинари. Меѓутоа, никогаш нема да те пофалат можеби колегите, ама ќе те пофалат гледачите. Можеби колегите нема толку да ни ја гледаат емисијата, ама ќе ја гледаат луѓето и ќе знаеме колку ни е рейтингот. Ние работиме, нашата девиза е да работиме за луѓето и за јавниот интерес. Така што ако дошле некојаш некои напади од некого, биле или нарачки од политичари, дадени преку, сега нели е модерно да има лажни вести преку некои така наречени веб сајтови, кои што не се контролирани заради тоа што нема законска основа за тоа, и кои што се гледа дека се наменски направени. Меѓутоа што ме радува, кредибилитетот на тие сајтови и тие сопственици е толку лош, што не може да го загрози мојот кредибилитет. И тоа никогаш не ме засегало, за да јас се загрижам или да сакам да ги тужам или нешто слично. Имало ли периоди во животот, односно во кариерава, кога си имала лично обезбедување? Кога не си се движела сама и слободна? Имало, без тоа. Ми се случило најмалку 2 пати во еден телевизија кога бев да ме чуваат алфи или полицајци. Овие што те тужат денес. Имаше, да. Да, ма тие беа што ме тужа од пред некоја година на власт. Меѓутоа, сега да те прашам какви се чувстват, какво е чувството да се движиш и да знаеш дека не си слободна? Знаете како, после емисијата имаше ситуации, после прилози во вести или после емисија да мора да ме чуваат со полица. Меѓутоа, никој не може да заштити. Добро е што јас имам многу пријатели, добри пријатели, искрени луѓе, кои што исто така се грижеле за мојата безбедност и кои што ме заштителе во одредени моменти, и мене и моето семејство. Чувството да си одиш дома, тука да е полиција, не е воопшто пријатно ни за мене, ни за мојата фамилија. Меѓутоа, за среќа, се завршило како што треба. И мислам дека дури и да ги сретнам сега тие луѓе што тогаш така ми се заканувале, на шега ќе удриме работава, а не на кавга. Таков ми е впечатокот, барем со сите до сега што се обиделе да се конфронтираат со мене, не се случило да имаме лоши односи на крајето, можам да речам. Пред да се преселам на поведри теми, ќе те прашам само за крај, дали имало моменти кога стварно си се плашала за твојот живот? Сега, ако размислам, очигледно не сум се плашала за својот живот. Не сум се плашала кога ми бучеле на куршуми кога свиреле или бомби во конфликтниот период, затоа што навистина имаше многу тешки ситуации. Снимателите што беа заедно со мене, кои што исклучително ги ценам, знаеа што ние све преживуваме и ретки беа луѓето што сакаа со мене да отиде таму кај што одевме, и тоа никогаш нема да ни го заборавам. Дури во најтешката ситуација битно е да имате, ако си со тим, ако си со снимател кој што ќе те разбери, ќе го разбереш, е многу битно, зашто осекаш нека поддршка. Имало моменти кога ми било страф, ама очигледно жилбата за репортерство ми била посилна отколку свесноста колку е тоа. Меѓутоа еве во Диво населје кога се случи, морам да бидам искрена, не отидов вака фронтално да трчам јавно таму кај што се пука, застанав позади коли на почетокот. Така предострожно, не отидов одман. Нели новинарите идат веднаш таму кај што е најлошо, малце бев предпазлива овој пат. По една филмска кариера ни сите овие години Лупевска, но и нејзиниот самостоен проект Код, кој што го стартува во 2007 година.
стануваат своевиден бренд и синоним за борбата со криминалот, корупцијата и мафијата. Од А1 се сели на Канал 5, а во 2015 се сели на телевизија Телма. Но ништо од ова не го менува нејзиниот личен код се до 2013, кога на семинар во Белград го запознава Ерџан Созен, бизнисмен од Турција кој што разбира економија, но нема ништо заедничко со новинарството. Веќе неколку години си во брак со Снежана Лупевска, сега веќе Созен. Се сеќаваш ли на моментите кога се запознавте и што е она што прво ти се допадна кај нејзе? Многу времена поминува. Микај се роди 2016 година, предходно 4 години прije беше. Не сеќам многу ствар од тога, ама ја само сеќам што многу долго телефоном, разговор со телефоном, значи за сат времена најмање, така и беше. Ама никад не сме избавили за работа, онако обично избавили сме за работа, што работиш, како е така. Од почетка е тај мапет, после највише тема беше за музика, книга, патување. Растал во Орду, во живописниот дел на Турција на Црно море. Пораснал во Истанбул, но љубовта кон морето и рибарењето ги носи со себе и ден денес. Од родната земја најмногу му недостасуваат вкусовите, но наоѓа начин да ги дополни. Неколку години живееш во Македонија, како ти се допаѓа Македонија и што е она што ти се допаѓа и што не ти се допаѓа во Скопје? Турција и Македонија е многу близко држава за традиција и многу ствари да само укус пали. Турција нешто другче укус има и овде свој укус има. Тоа само навика, времена, кога помина времена, човек навика. Јас од почетка беше мене тешко е кога не можам да навикам, ама после Микаил све можам да навикам, затоа после Микаил лесниот живот мене за Скопје да живеам, а пред Микаил да се роди, често сам патувал во Турција, затоа стално нешто фали, ама сега више не фали ништо, свака година онако патувам за фамилија, за посета за 2 месеца. Не, извините, на 2 недели, така одиме. Кога ја запознал жената на својот живот, не знаел дека запознава еден од најдобрите македонски новинари. Не бил воопшто подготвен за живот во Македонија под будното око на јавноста. Кога ја запознал Лупевска, знаеш ли колку позната новинарка е во Македонија? Знал сам само за нисам знал толику популар, само знал сам да обично неки новинар. Кога кажеш што новинар, ја мислил сам новинар, ама после кога познали сме, кога шетаме на Македонија. Ние многу шетали сме за, јас многу сакам на село, Берова, например, за Маврова, такво место. Мали градови, значи мали село за шетање. Ние сме видели многу луѓе на улица, а кога дошли сме на први пат, кога дошли сме за јавноста на Скопје, например, плоштата шетаме, луѓе гледа. Затоа со дечко шета на улицама, затоа тоа е интересно беше. Јас од почетка ме сметал, а кај прашам што гледава луѓе, зашто така е, така кога поминува време, така сам примитio, више примал сам, така е. Научио сам, ама Се навикна веќе. навика сам. Зборува неколку јазици и се труди со пријателите и соработниците на својата сопруга да се разбере и на македонски. Освен што е прва помош дома кога станува збор за Микаел или за готвење, Ерџан е човекот кој што стои изад профилите на Лупевска на социјалните мрежи. Колку често ги гледаш нејзините емисии, колку често ја гледаш на телевизија? Јас за социјални медии највише јас држим за Facebook и Instagram, за код емисија, јас правам. Многу луѓе прати за порака, јас не можам да одговорам, сега одавде сакам да извинувам, затоа жена нема никакви времена, затоа сваки дан околу 100 порака имаме. Да се оди да објавам, да луѓе да извинува. Јас само читам што има, кратко сакам да одговорам. Затоа због тога, кога социјални медии да менеджерам, јас редовно читам и пратим емисија што спремиле и потоа монтирање дио највише имам информирано
Затоа така гледам. На 21 јули 2016 година Снежана Лупевска-Созен станува мајка на Микаел. За себе вели дека е и традиционална, но и современа. Пред се друго е посветена мајка, па затоа на својот син ќе му понуди два света, две различни религии, две различни традиции. Освен што неколку пати сруши граници во однос на новинарството, кој како смее да известува што известува, сега рушиш граници на приватно поле. Вела дека новинарките или многу доцна се мажат или остануваат немажени. Ти го поби тој факт. Да. Денес си срекна сопруга и уште посрекна мајка. Како се снаоѓаш со мајчинството? Најубавото нешто што може да и се случи на една жена, доколку го сака тоа. Јас го сакав и имав среќа да тоа и да го добијам. Мене ми е најубав период од мојот живот, времето кога бев на породилно боледување. Од и тогаш гледаш дека животот е многу повеќе од тоа што мислиме дека е. Ако пред тоа со години, 20 години создавав кариера, сакав да сум прва вест, да ми има, сега сватив дека многу е битен животот да си среќен. Да, Микаел и Ирџан ја направија таа среќа за мене и дури потоа кога се вратив од породилно се шегував дека да можам, уште едно дете ќе родам, од тие 9 месеци никој не ти ги дава да си ги поминеш само со своето дете. Мислам, тоа е најубаво нешто. Факт е дека поише од 9 месеци немаше да издржам, ќе се вратев на работа секако. Не можам да седам многу долго, меѓутоа навистина е едно прекрасно чувство, особено таа посветеност на детето. Значи целата енергија што си ја трошал на разни други работи, сега ја концентрираш на едно место и целата љубов тука е. Како реагираше околината кога им кажа дека ќе влезеш во брак? Па факт е дека јас во позрели години се омажив, повозрасна. Меѓутоа, јас никогаш и до ден денеска не се чувствувам дека имам години. Нема граница, а ако духот ти е таков, тогаш се остварува. Значи, нема формула, сите луѓе сме различни, меѓутоа факт е дека ако сакаш нешто да направиш, ќе го направиш. Битно е да го најдеш нели вистинскиот човек за брак. И не ми е криво што сум се омажила на 40, оти тогаш сум го нашла вистинскиот човек за мојот брак, а тоа е Ирџан. Не ми е воопшто жал што родив на 43, зашто го родив Микаел, кој што е незаменлив секако. Така што ги охрабрувам сите жени, да не звучам феминистички, кои што имаат и кариера и сакаат да постигнат, дека нема да ги заборави јавноста, дека нема да ги заборави на работа, дека нема да изгубат ништо во таа година од животот, ако мисля дека треба да се посветат на мајчинството. Што се однесува до партнерот, се едно такво време да тоа е индивидуална работа, дали некој сака да има партнер во животот или сака сам да биде родител или не. Тоа е дискутабилно. Меѓутоа, битно е, ако некој навистина сака да го направи тоа, да се размисли малце дека ништо нема да изгуби работата и тоа трчање во животот, се да постигнеме, се да направиме, најдобри да бидеме, сите да не сакаат. Битно е ние тоа што го сакаме да си го оствариме, така што ги охрабрувам навистина жените да размислат, не велам да го направат тоа што јас сум го направила. Знаете, ми се случувало од кога го родив Микаел, особено во првата година кога го шетав како бебенце, да ме среќаваат жени повозрасни или мајки. Од итни ми е најтешко да ме прашаат како станавте бремена, кај кој доктор бевте, што се случи. Мојата ќерка има 40 години, има ли надеж за нејзе? Од една страна ми е мило што луѓето колку и да ме знаат како јавна личност имаат слобода да ме прашаат и работи што се интимни од мојот живот и јас на секој што можам ќе помогнам со совети. Меѓутоа ги охрабрував сите тие жени и мајки дека ништо не е неможно во животот. Така што и ден денес ми се случува нели да ме препрашаат. Ама во денешно време со напредокот на медицината веќе и не е чудно да родиш после 40 години. Како те прифати фамилијата Созен? Знаат ли со кого си имаат работа или? Не знае на почетокот, дури маш ми не знаеше која сум јас во Македонија. Бидејќи видите кога ќе кажете јас сум новинар, добро, новинар. Значи прво земјава е многу мала споредено со Турција. Кај нив новинар, познат новинар е навистина нешто вау. Од секој можен аспект, финансиски, слава и се. Кај нас, ние сме толку мала држава што сегде ќе те препознаат. Мислам, сите ќе те знаат.
Семејството знае дека сум новинар, меѓутоа нема идеја дали сум ја на телевизија, колку сум позната. Кога дојде Ерџан тука, веќе виде што се случува и која сум се погасима работа. А што се однесува до до моите роднини, секогаш ме поддржуваат во тоа што го правам и тоа ми е многу драго. Имам позитивни коментари, дури и да не ја разберат емисијата, ја гледаат, лајкови и слично, ме следат во мојата кариера. И тоа навистина е многу позитивно за мене, затоа што луѓе од една друга држава, со едни други професии, сепак ја почитуваат мојата работа. Живеете во мешан брак? Како изгледа мешан брак во Македонија? Бракот е меѓу двајца луѓе, нели? Кои што решиле заедно да живеат, било да се работи за луѓе од различна религија или од иста, а ако тие две енергии се како што треба и луѓето си се погледат меѓу себе, тогаш нема никакви бариери, било да се религиозни, културолошки или слично. Факт е дека Турција ни е блиска земја по многу работи, дали е тоа храна, музика или однесување и слично. Што се однесува до религијата, ние ги славиме сите празници, и едните и другите. Нема поделби околу тоа. Не обрнуваме не знам какво внимание на некои работи, и тоа никаква пречка, апсолутно не е ниту во двете фамилии, ниту во фамилијата Созан, ниту кај мене, ниту кај фамилијата Лупевски. Најбитно е да го запознаат човекот. Ако лично го запознаат, тогаш нема да има предрасуди. Колку и да имало на почетокот предрасуди, зашто морам да признам дека кога се омажив имав многу и негативни коментари од некои луѓе што не ме познаваат воопшто на Facebook, знаете кога ќе добиете секакви работи. Меѓутоа, сите што го запознале Ерџан или што ме запознале мене, веќе да имале предрасуди, мислам дека ги надминале ако се пријателски расположени. Тие што не ги познаваме, што сакат нека прават, не ние гајле. Има етни пријатели чии коментари секогаш се добре дојдени. Владимир и Тања се незини пријатели од Средното економско училиште Моша Пијаде. Средношколските клупи одамна ги заменија со сериозни професии, но вистинското пријателство не го менуваат со ништо. Постојат пријатели со кои не мора да разговарате секој ден. Може да не разговарате со недели, но кога ќе се видите, исто како да не сте престанале со зборување. Денес време за дружба си има се помалку, но кога се во прашање прослави на родендени, нови години и одење во кафана каде се останува со часови, тогаш Снежана Лупевска Созан тоа го прави со Тања, Владимир, Игор, Мелина, Билјана, Ружица. Другари цели 30 години, другари од средно училиште. Владимир и Тања ја опишаа Жане со овие зборови. Жане во неколку зборови би опишал како многу посветена, амбициозна и пред се голем другар. Доследна, истрајна, амбициозна, честна, доверлива. Се познавате речиси цел живот, заедно сте учеле во средно училиште. Дали уште во средношколските денови беше очигледно дека ќе го работи ова што го работи денес? Колку имаше тај истражувачки дух? Може би не толку на почетокот истражувачки дух, туку дух за ораторство, значи на сите часови по македонски јазик, таа беше таа која што нас не ги читаше расказите, приказните, составите, така да првично беше тоа некоја индикација дека можеби ќе работи нешто што е поврзано со новинарство. Може би не толку на почетокот, како што кажав, истражувачки дух, меѓутоа сепак во таа насока нешто што би требало да значи новинарство и желба за ораторство. Жане од секогаш имала истражувачки дух. Жане ја познам од средношколските денови, поточно од прва година средно како почнавме заедно. Уште од тогаш беше амбициозна, беше исклучително добар пишувач, така да уште од тогаш знаевме дека која ќе биде незината професија. А каков ученик беше таа и дали знаеше да се снајде, доколку не знам не е подготвена на час? Знаеше секогаш да се снајде и беше одличен ученик. Ние бевме така една дружина од 7-8 луѓе во класот кои што константно се дружевме
и секогаш бевме заедно во се, мислам целиот клас, меѓутоа ние бевме заедно во се во тоа што го правевме и она беше една од нас, дел од тимот кој што секогаш бевме здружени и сплотени во одлуките и во тоа како ќе случајно ескивираме од некој час или од некој настан, од некој тест и така. Како најчесто се забавувавте, каде излегувавте, како ви изгледаш еден средношколски ден? Па, средношколски ден многу време поминувавме заедно во текот на денот. Излегувањата беа за викенд, по кафиња, излегување во град, петок, сабота, така, прославување на родендени, заеднички, нови години. Беше супер. Домашни журки, забави што беа исто така во тоа време доста актуелни, прослави на нови години. Се беше тоа заедно некако во таа група на луѓе кои што бевме константно заедно во текот на училиштето и после училиштето. Секогаш ли Жане била смела, жена со машко срце? Па да, можам да кажам да. Дружбите беа, ние бевме мешано друштво, не бевме само девојчиња, беа и момчиња. Сите заедно, иницијативата претежно доаѓаше од поединачно од било кој, немаше некој редослед на настаните во одредени такви активности. Меѓутоа, она знаеше што сака во животот и знаеше што сака и како тоа да го пренесе и на другите, така да можам да кажам дека да. Сопруга на Ерџан, мајка на Микаел, Владимир вели дека мајчинството не отргнало ниту од професијата, ниту од пријателите. За мене конкретно не ја промени, познавајќи нели 30 години до ден денеска, Жане за мене не е променета, Жане е истата, не ја смени ни љубовта, ни мајчинството, така да Жане е еден голем другар за мене. Но Тања тврди дека по доаѓањето на свет на нејзиниот син Микаел, таа целосно се променила. Доста, затоа што фокусот веќе откако стана сопруга и мајка е комплетно различен. Не ја отргна од работата, меѓутоа е многу фокусирана на семејството. Веќе тие собирања што ни беа, да кажеме, во ресторани или кафеани, така натаму, сега се веќе во домашна атмосфера. Неколку пати сме биле за различни поводи, стан, роден ден, крштевка и така натаму во нејзиниот дом и они се многу добри домаќини, знаат многу добро да спремат и да сготват и она и сопругот, а како мајка е, можам да кажам, фантастична. Не дека толку често се гледаме заедно во друштво на семејствата, тоа е малку поретко, повеќе се гледаме сами, овие пријатели кои што ви спомнав и претходно, меѓутоа и во друштво и заедно со синчето, значи прекрасен родител, Микаел може да биде среќен што има таква мајка. Се надевам дека можеби ќе се реализира уште еднаш во тој дел. Да, зашто искрено. Да не? Значи, сепак улогата на сопруга, мајка, новинарството нели сепак е професија која нема стандардно работно време и покрај сите тие ангажмани и улоги, таа успева да најде простор за пријателите, особено пријателите од средното училиште, нели вела дека тие се оние вистински пријатели. Она за цел живот. Точно. Секогаш иницијативата, само можам да искритикувам тука, не доаѓа од нејзина страна, доаѓа од било кој друг од тоа друштво, меѓутоа се прилагодуваме и во секое дружење ќе кажеме добро, ќе биде еднаш во текот на еден пат во месецот, обавезно, и мораме да одредиме ден кога ќе биде и како ќе биде, и она се усогласува. Битно е во тој момент да не снима Кот или било која друга емисија, со тоа што секогаш се прилагодуваме и се гледаме и обавезно доаѓа на сите дружења. Дружбата трае 30 години и со истиот интензитет, не е ништо сменето, така да дружбата трае и ќе трае и понатаму. На крајот на денот се гаси камерата, се гасат рефлекторите, се брише шминката. Снежана Лупевска-Созен во својата најсуштинска форма се враќа дома, каде што е семејството. И после сите новинарски приказни, емисии, рейтинзи, коментари и кликови, најважни се две нешта:
прегратката на Микаел и насмевката на Ерџан. Очигледно е дека многу добро се снаоѓаш со промени. После толку многу промени во животот и на професионален и на приватен план, која е твојата конечна порака? Мојата конечна порака е да не се откажуваат луѓето во намерата што сакаат да ја направат и да ја остварат. Ова не сакам да звучи како клише. Меѓутоа, повторно ќе кажам, живееме во една држава каде што знаеме дека сите овие случувања не се баш најпријатни. Загрижени сме за нашата иднина со оглед на европските перспективи. Факт е дека не живееме во услови кај што нема да не интересира политика. И имаме многу стресови. Меѓутоа, мислам дека луѓето, знам дека младите си одат. Ние обратно направивме, ние не решивме да се одиме, туку да останеме тука и моето дете да живее тука додека не направи некоја возраст кај што сам ќе одлучува. Мислам дека има можности овде. Мислам дека може би поминало тоа време кога јас ја градев кариерата, ама ја градев од нула. Со плата само за патни трошоци. Морав да направам многу денови да мрзнам надвор и да правам анкети за да стигнам да влезам во студија. Морав потоа да се борам за тоа да бидам прва вест и да бидам на телевизија и слично. Животот е борба, мора да сватат дека кариерата никој нема на тацна да им ја даде и дека не се почнува од горе, туку се почнува од доле, зашто за жал имаме и обратни процеси, па потоа паѓаат доле. Што се однесува до кариерата, мора чекор по чекор да ја градат, ако мислат дека ќе опстојат. И ќе мора да работат. Значи не можеш да престанеш да работиш. Јас се чудам на луѓе што сакат по секоја цена во администрација да работат за да не работат. Тоа не можам да го разберам. Цел живот работам во приватен сектор за да можам да опстанам и да опстојам. Што се однесува до приватно, веќе и кажав дека многу, особено жените, грешат кога мислат дека нешто ќе изгубат од кариерата ако не се посветат на мајчинството, сакаат да го направат тоа. Ако сакаат да го направат тоа, дека го направат. Нека видат дека постои нешто друго во животот, еден друг живот. Животот не е само работата. И на крај, најубаво е дома кога ќе си дојдеш меѓу своите, кога атмосферата ќе биде толку убава да ти заборавиш на сите работи зад вратата и на сите политички случувања, на сите проблеми што се случуваат таму, затоа што поддршката доаѓа најмногу секогаш во животот од семејството. И мислам дека тоа е мојата главна порака. Било да се работи за мажи или за жени, дека многу е битно да си го сочуваат семејството. Многу вака традиционално и конзервативно звучам, а не сум таков човек воопшто. Ама пак кога ќе размислам што се не чека во ова општество, мислам дека нема друг излез или друго место кај што човек ќе се чувствува пријатно освен дома. Дома си е дома и дома е Треба да направиме услови да ни биде најубаво дома. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Единствената работа подобра од луксус е луксус по пристапна цена. Навикнете се да добивате повеќе. Повеќе технологија, стил и опрема. Tipo Mirror, веќе од 12.490 евра. Безкомпромисна кога станува збор за криминал, корупција и мафија. Посветена и подготвена на се што треба кога станува збор за Микаел и Ерџан Созан. И после сите отворени прашања и декодирани скандали. После едно секогаш става точка. Семејството. Само во тоа мирно пристаниште. Снежана Лупевска Созен нема намера ништо да бранува.